Инцидентот во Советот на општината што се случи на 65-та седница, по кој Кочани стана додатно актуелно, отвора низ прашања, меѓу кои и такви поврзани со безбедноста на присутните во салата за седници. Службеничката вработена во општина Кочани, која беше повредена од удар со полнопластично шише со вода, несомнено доживеа огромен стрес, физичка и психичка болка. Помошник раководителката во секторот за општи и правни работи и јавни дејности во општината, Ана Кралева, за Канал 8 соопшти дека направила повеќе лекарски прегледи и снимки и дека за среќа поминала со полесна повреда. Истакнува дека во последните неколку години Советот воопшто не е безбедно место за работа и дека неколку пати побарала администрацијата што ги следи седниците да седи засебно од членовите на Советот. Всушност, наместо да биде место за спротивставени мислења, ставови и гледишта што ќе се бранат со аргументи, Советот на општина Кочани како да се претвора во бојно поле. Колку чини една седница на Советот? Секој советник за една седница, односно месечно, добива паушал од околу 24.000 денари, а председателот на Советот 30.000 денари. За членовите на Советот од општинскиот буџет на месечно ниво се исплаќаат 462.000 денари. За една година граѓаните плаќаат околу 90.000 евра за финансискиот надомест за сите советници. И тоа не е се. Пред почетокот на мандатот, секој советник добива нов преносен компјутер и мобилен телефон со платена месечна сметка, а од општинскиот буџет се обезбедуваат и трошоци за репрезентација. Дали овој инцидент ќе ја смири политичката нетрпеливост во Советот на општината, останува да покаже времето. Предстојните локални избори со сигурност ќе го сменат неговиот актуелен состав. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.